не го прифативте предлогот, што беше спорно во предлогот на ВМРО ДПМНЕ? Денешниот предлог не беше предлог. Тоа беше еден вид на манипулација со јавноста и за јавноста, бидејќи во тој предлог се тврди дека барањето на СДСМ не сме можеле да ги доставиме, не сме имале време да ги доставиме листите за градоначалници и да подсетам уште еднаш јавноста дека предлогот на СДСМ од 15 февруари на председател Црвенковски, кај што бараме да се оди на локални избори одложени од технички причини и на кој што со еден глас повеќе ќе одлучат граѓаните дали ќе има предвремени избори, е нашиот основен предлог. Сегашниот предлог на Ставецки, истиот тој Ставецки што со раката мафташе кога ни стврдал од собрание, што беше соучесник и учесник во големиот скандал на 24, не го сметаме за предлог. Тоа е една обична, класична ВМРО-ска спинецка патка. Дали сепак може да се оди на избори? Дали се уште постои може да се избори најде може да се оди само ако има договор за предвремени парламентарни избори. Бидејќи роковите се кратки, бидејќи нема многу време и бидејќи очигледно дека нема волја кај ВМРО ДПМНЕ, тие се спремни да ја стават во залог целата држава, сите наши перспективи и иднината на државата. Ја не очекувам од нив нешто конкретно и посериозно. Ако има таква волја од нив, може да се на маса да го решиме. Ви велам песимистично дека тоа ќе се случи. Значи предомислување нема да има во однос на денешните... Кај нас? Да. Не, апсолутно, ние сме бетон цврсти на темата дека легитимитетот на собранието, ако сакате на институциите во државата, може да се врати само на предвремени парламентарни избори. Ако некој мисли од другата страна сме се шегувале, подобро е од сега да знае дека Македонија втурнува во тешко и опасно сценарио. Ова е голем влог за сите членови на Социјалдемократскиот сојуз и не е спорно дека бојкотот на локални избори по дефиниција е најтешкиот тип на бојкот за една партија. Но ова е голема партија, ова е силна партија, ова е, како што вели председател Црвенковски, бетон партија и ние во име на повисоките цели, а тоа се граѓаните, сите граѓани на Република Македонија и иднината на оваа држава, сме спремни да ја поднесеме таа жртва. Фала. Благодарам.